Од физибилити студија на проектот за изградба на железничката пруга кон Бугарија, изработена во 2017 година, исплатливоста се гледа преку транспортот на 6421 тони стока дневно или во перспектива на близу 23.000 тони, откако ќе се изградат делниците Куманово Белјаковци и Белјаковци Крива Паланка. Главна цел со изградбата на коридорот 8 е што Скопје ќе биде логистичкиот центар во овој дел на Европа, бидејќи се вкрстуваат двата коридора 8 и 10, односно се поврзуваат повеќе држави, што значи дека ќе биде крстосница на огромна количина на луѓе и стока, со што всушност ќе се зголеми не само економската, туку и геостратешката важност. Економската оправданост на изградбата на коридорот 8 доправа ќе се пресметува од аспект на планирано зголемување на 500 милиони евра трговска размена со Албанија или над милиарда евра со Бугарија. Трите проектирани делници на источното крило на коридорот 8 се со вкупна должина од 89 километри, од Куманово до Белјаковце 31 километар и од Белјаковце до Крива Паланка 34 и од Крива Паланка до границата со Бугарија 24 километри. Европската Штрабак треба да ја изгради првата делница од Куманово до Белјаковце со вкупна вредност од 40,5 милиони евра, со 3 железнички станици и 6 стојалишта, а Ѓулемарк со 115 милиони евра треба да ја изгради втората делница во должина од 34 километри. Досега од Куманово до Белјаковце се изградени 54%, а остатокот треба да се заврши за година и половина до 2. За 34 километри од втората фаза рокот е 3 години. Во таа фаза од 90-тите години се изградени столбови за мостовите. За третата делница за 24 километри вредност за изградба изнесува 405 милиони евра. Ке се градат 24 тунели и 51 мост во тек на 4 години. За оваа делница државата има добиено 61 милиони евра грант од ИПА-2 програмата и годинава дополнителни 115 милиони евра од Европската Унија. Изградбата на пругата кон Бугарија е започната 1994 година. За населението во источниот дел на државата, изборот од пред 3 децении, пругата наместо преку Кочани да се гради преку Крива Паланка, е катастрофална политичка одлука, со далекусежни последици од стратешки, стопански и финансиски аспект.